Почитуван министар Силва, денеска, почитувани граѓани, министерот за надворешни работи на Португалија, Силва, и еврокомесарот Вархеј донесува предлог решение чија цел е надминување на проблемот помеѓу Република Северна Македонија и Република Бугарија. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам на двајцата, министерот Силва и еврокомесарот Вархеј, за вашата професионалност, посветеност и одлучност да помогнете на Северна Македонија, на Бугарија, на целиот Западен Балкан, а со тоа и на цела Европа, за сите заедно да продолжиме на патот кон прогресот и просперитетот. Dear Minister, dear citizens, today Foreign Minister of Portugal Silva and Eurocommissioner Várhelyi came with a proposal for a solution with the purpose of overcoming the dispute between the Republic of North Macedonia and the Republic of Bulgaria. I would like to avail myself of this occasion to extend my appreciation to both of them, Minister Silva and Eurocommissioner Várhelyi, for their professionalism, commitment, and decisiveness to help North Macedonia, to help Bulgaria and the Western Balkans, thus helping Europe as a whole for all of us together to continue on the path of progress and prosperity. Јас со тимот во владата задолжен за овие преговори, пред се со вице-премиерот за европски прашања Никола Димитров и со министерот за надворешни работи Бујар Османи, сериозно и одговорно ќе ги разгледаме сите детали од предложеното решение. I, together with my team in the government in charge of these negotiations, especially with the Deputy Prime Minister on European Affairs, Nikola Dimitrov, and the Minister of Foreign Affairs, Bujar Osmani, will seriously look into all details of the proposed solution. Важно е дека во овој момент јасно и одговорно можеме да кажеме дека предлогот е добра основа за постигнување решение за проблемот, решение со кое ќе се отстранат сите пречки и ќе се отворат преговорите преку одржување на првата меѓувладина конференција за Северна Македонија. It is important that at this moment we can clearly and responsibly say that the proposal is a good foundation for achieving a solution to the problem, a solution that will remove all obstacles and will open negotiations after holding the first intergovernmental conference for North Macedonia. За нас особено важно е што со ова предлог решение никако не се допира и не се навлегува во нашиот македонски идентитет и нашите идентитетски прашања, со што нашата круцијална позиција е задоволна, а силно сме убедени дека предлогот е добра основа и за круцијалните позиции на Бугарија. On our behalf, it is of exceptional importance that this proposal does not touch upon our Macedonian identity issues. In this way, our crucial position is met, and we are strongly convinced that the proposal is a good base for the crucial issues of Bulgaria. После ова, сметаме дека сме во вистинскиот момент да одиме чекор понатаму, да се вложиме сите и час поскоро да постигнеме договор во интерес на заедничката европска иднина. Тоа го очекуваат и го бараат граѓаните на нашите две земји, тоа го очекуваат европејците, тоа си го должиме себе си, тоа му го должиме на народот. After this, we believe that we find ourselves in the right moment to go a step ahead, to invest ourselves and to reach an agreement as soon as possible for the benefit of our joint European future. This is what the citizens of both countries expect and ask for. This is what the Europeans expect, and this is what we owe to ourselves and to our people. Ја имаме добрата волја, внимателни сме, имаме разбирање за нашите соседи, ги имаме нашите јасни идентитетски македонски позиции за кои не преговараме, а за тоа Брисел покажа разбирање и се надеваме дека со ист таков пристап ќе се сретнеме со Софија за доброто на двата народи и за заедничката иднина на двете земји, како соседи и пријатели, како членки на НАТО и како идни партнери и членки во Европската Унија. We have goodwill, we are considerate, and we understand our neighbors. We have our clear identity Macedonian positions on which we did not negotiate and which Brussels took into consideration. And we hope to meet the same approach in Sofia for the good of both people, for the shared future of both countries as neighbors and as friends, as NATO members and future partners and members of the EU. Благодарам. Thank you.